Почитувани, почина ценетиот познат професор Аристотел Тентов. Бог да го прости, нека му е царството небесно. Оваа вест се прошири пред неколку дена и овие две емисии ќе бидат посветени токму на Аристотел Тентов. Аристотел Тентов остави вечна трага во македонската наука. Прво, он беше професор на електрофакултетот и можам само да споделам она што јас како новинар сум го детектирал, осведоштва на други, колку прекрасен како човек, професор со огромно познавање од струката и науката. Но јас Тентов го запознав почетокот на 2000 година, кога разбрав за неговото големо истражување заедно со ценетиот академик Томислав Бошевски. Работеа на дешифрирање на текстот, на средниот текст на каменот од Розета. Каменот од Розета се наоѓа позади мене. Тоа е многу добро познат артефакт, зачуван е во Британскиот музеј. Може би често пати велат британците многу културни добра украле, ама ако ништо друго ги заштитиле. Би се прашал дали може би ќе останал заштитен каменот од Розета. Но тоа се помалку или повеќе битни работи. Битно е дека на овој камен има фараонски текст, проглас на 3 јазика. Првиот и третиот се дешифрирани, но средниот текст не. Може би некаде низ интервјуата, а околу 4 пати ми беше гостин во студиото Аристотел Тентов, и ми кажал за поривот, зошто го анализирале и се обиделе да го дешифрираат средниот текст. Трагедијата на македонскиот медиум е што првото гостување на Тентов и Бошевски не е зачувано. Никаде. Телевизијата што работев повеќе се занимаваше со лична еклектика на собственикот, одошто со реално историските, култни и значајни интервјуа кои се случуваа таму. Не бев ја ништо заслужен, но имав платформа која беше погодна за тоа, каде што тоа беа првите подкасти каде што со часови и часови можеше да се разговара на некоја тема. До тогаш телевизиите беа со кратки емисии, половина час, 1 час и толку. Ништо не се зачувуваше, но другите телевизии колку толку некои побитни работи ги зачува. Но, бидејќи знаете како, кога ќе крстиш нешто како јади бурек, и кога имаш некој лик како мене, тоа не заслужува внимание, нити па да му се обрне. И мене ми е жал. Но и Аристотел Тентов и Бошевски знаеа зошто доаѓаат од и популарна емисија и простор да ги искажат собствените ставови и истражувања. Одамна си почина академикот Бошевски и нивното појавување кај мене во телевизија, а вечерва ќе имате шанса да го гледате првиот дел од второто гостување на Аристотел Тентов, каде детално говори како го дешифрирале следниот текст и значењето на символите.
Политичкиот контекст на целото тоа не можам да го пренебегнам, затоа што не можам да ги наречам со погрдни зборови, но затоа што не доликува на ликот и на делото на Тентов, сега е ова сепак емисија посветена како пиетет, но ја не можам чемерот да не го носам на подсмевот кон мене и така е. Мојот подсмевот кон мене ја го наплаќав. Но подсмевот на научен труд од двајца научници просто е спектакуларен. И денеска, оние што се Сорос, СДСМ, оние што се од кастите, кои немаат никаков проблем да избришат Македонија, знамето, името, идентитет, територијални поделби, секое означување дека Македонија и македонското има некакво суштествено, историско, длабоко значење, беше напаѓано со хистерија денови и месеци после нивните настапи кај мене се јавуваа. Прво се обидоа да ги омаловажат и Тентов и Бошевски. Прво вика како они можат да дешифрираат, а не се лингвисти. Пазете, ова е некој полуприучен флипер на бургер, некој што работи на Скара, копилјак кој за 200 евро од Сорос се јавува у емисија и треба да го изблати името за да популусот не поверува дека сме наследници на нешто убаво. Као страшна работа ако ние веруваме дека не сме печурки. Значи убедување дека сме мов, дека сме печурка, дека нешто сме никнале на скапаница и немаме никаков корен. Тентов и Бошевски се првите и единствените кои со научна методологија влегоа и двајцата се математичари. Бошевски особено во нуклеарната физика, иако го запознав, прво му се извини, бидејќи ми беше немезис во времето на 103-ка, бидејќи он пропагираше да се изгради нуклеарна централа во Македонија за македонска енергетска независност. Ја бев преплашен од помислата и најверојатно бев и ја тогаш само шарен, но го сменив ставот кога ја запознав технологијата и ден денеска се кајам што Македонија нема своја нуклеарна централа која ќе ја направеше многу погодна за технолошки, културолошки и пред се економски развој. Фасцинантни беа тие први емисии, затоа што не беше блебетање. Знаете, оние приказни за Александар, за Олимпија, за антиката, за ова зона, кога ќе дојдеа кај мене такви типови и кога ми збореа за некакви македонски кодови, ми збореа, знаеш, као да паднале у транс и нив им се сонило. Они имале созерцание. Каква црква, како Христос, каква религија. Они тоа, сето тоа нив им се видело, им се сонило. Па пишуваа книги, па овдека, па паѓа унесеш, вау, па тоа е тоа и така натаму. Едноставно, како оние преваранти на Дивиот Запад, што продаваа водичка што лечи се и му кажуваа и оние пророци, гатаци, кои ти го кажуваат само она што сакаш да го слушаш. Буквално како политичар во предизборие. Ти го кажува она што сакаш да го чуеш, ти се пумпаш, гласаш за него, после тоа никому ништо. Но Тентов и Бошевски има научна методологија. Нивната научна методологија само еден човек се обидува да ја продолжи, да ја надгради. Тој човек беше гостин во моја емисија и ова ќе биде исто повод и таа емисија да се во наредниот период да се репризира. Затоа што овде немаше керефеки.
Овде немаше трансценденталност. Овде немаше ми се сонило, ми се видело, телепатски, лапнав од печурката па одлетав. Или ја имам виденија и созерцанија какви што вие смртниците немате. Мене тоа ми е интересно, екзотика, ама ја тоа не купувам, бидејќи Бог како ни дал некакви чувства за нематеријалното, но ни дал и наука која ни ги потврдува тезите. Бог и наука за мене е иста теза. Тоа се негови укажувања. И затоа цврсто верувам на сериозен, непристрасен, научен пристап и методологија. Затоа нивното дело не можеше да биде негирано. Нивното дело е научно и методолошки издржано. Без оглед што, ајде да речем, вредниве момци, ама очигледно и шилјокурани, го нарекоа тоа на Википедија, го нарекоа тоа псевдонаука. Како може математичар да биде псевдонаучник? Како може електроинженер да биде псевдонаука? Како може информатичар да биде псевдонаука? Не биле лингвисти и јазичари. Да, ги гледам нашите лектори. Не го спасија јазикот. Простете ми на цинизмот. Прости ми, професоре, ама знаете, во овие децении предпоставам како никој сте чувствувале на својата кожа притисоците и живувањето на таа една безлична, безоблична Волвокс каста, пред се финансирана од длабоката држава, од Сорос, да се што има корен се сосече, за да може утре да биде масирано, месено и манипулирано. Ништо друго. Нема друга голема агенда која не ви се гледа. Едноставно, оној кој знае кој е, оној кој цврсто верува, знае од кај доаѓа што е, не можеш да го манипулираш со други работи за лични, лукративни потреби, да го тераш у војна, да го тераш. Не можеш да тераш у војна човек кој знае дека светители негови гинеле Христа ради, дека еони негови предци се причестували во ДНК-та ја носат благодатта на нетварните енергии. Ако сакате сега малку јас да идам во религиозниот дел, но нивниот, ке повторам, нивната методологија, особено на Тентов, кога ја, бидејќи Бошевски веќе беше стар и ја немаше таа сила, они одржаа неколку предавања. За жал, тие предавања ги нема. Например, беа поканети во повеќе европски земји по објавувањето на овој научен труд, значи го објавија како научен труд, не како псевдонаучен труд кој го финансирал Јанко, па го отпечатил, па мафтам со негова емисија и гледате што сум направил. Не. Ова е научен труд кој го има на УКИМ. Тоа што некој не го прифаќа сега, тоа што некој го негира, тоа што научени флипери на бургери без грам образование, кои се учени само да бидат лакеи на невладините, кои треба да ги манипулираат, бидејќи он смета дека светот треба да гори затоа што сам себе се запалил. Не можеш од нив да очекуваш денеска дека ќе дојде признание, но за веки веков е направено.
Дали е точно или не, ќе покаже времето. Затоа што вештачката интелигенција, затоа што напредните компјутерски системи, затоа што новите сознанија во историјата и затоа што и пишано ни е и пророкувано ни е дека се што е тајно ќе стане јавно. Стварно направи голема работа и оваа генерација на која он им го даде тоа, како реагираше? Реагираше, кој позитивно, кој негативно, кои дури го злоупотребија у едно крајно однесување на забегување да дури и нормален човек го одбегнува во оние позитивни работи, а од друга страна па крајно негирање, бидејќи во средината некаде е вистината и патот. Така што јас сум во броени години, се надавам 20-30, многу се, ама броени се, веќе им се гледа крајот. И се надавам дека после моето, вашето заминување, кога сите ние со предрасуди, ароганција, препотенција, умисленост, уфилманост, радикалност или антирадикалност кон овие сознанија, ќе дојде втора, трета генерација, не нашите деца. Децата на нашите деца, значи внуците, правнуците, ќе се свртат затоа што генетскиот код ќе ги натера да истражуваат. Па од кај сум ја? 99% од македонците не знаат кои се нивните прадедовци. Ако и го знаат прадедото, не знаат ништо претходно. А за прадедото па и едва и нешто да знаат. Ние сме јадна и бедна нација која никакви записи нема, нити водела. Многу ми е мачно кога ги гледам англосаксонците, каде што кога се ги бараат своите корени, ги наоѓаат до мрачниот среден век со записи кај бил, што работел, кога се родил, како умрел. 1000 години наназад. Нека им го поремети некој нивниот корен да видам. Па со било какви експерименти, джендерски или било какви. Нас можат, затоа сме и подобни, затоа што не знаеме. Не интересира. Затоа што сме творба каде што сме научени. Ние не сме научени од нашето, ние сме научени партијата да мисли за нас. Не ослободила, сме мафтале со цвеќето, не изградила фабрики, ура. Се надевам дека нашите идни генерации ќе го заборават тоа, ќе го заборават све она што вам ви е денес свето или што повикувате дека ви е значајно и ќе се свртат само на вистинските вредности. Нема да бидат тоа историските личности во кои се крстите вие денеска, било кој, туку оние кои оставиле вистинска трага. А они ќе бидат раѓани во време на вештачка интелигенција, на колонизирана месечина, колонизиран Марс, човештвото ќе тежне да се расшири како панспермија низ Вселената и универзумот. И со таков светоглед, кој е ослободен од закржлавеноста на ова ние кое го носиме и уште се гордееме со тоа, ќе се свртат исклучиво на вредни, безвременски и научни, издржани работи и тогаш ќе се повикаат на тој текст и ќе откриваат кодови, значења, не само за Македонија, за човештвото, затоа што ќе ги интересира кога заминуваш ти во универзумот
и веќе фаќаш брзина на светлината. И тоа како ти е важно да знаеш планетата од која доаѓаш. Дали си настанат како човек или си настанат како мајмун? Дали човекот имал капацитет пред 10.000 години за такви комплицирани мисловно слоговни знаци на вишо и праволиниско размислување? Не е само текстот јазик кој го читаш па превод Google, како што правиме денеска. Текстот покажува мисловна, внатрешна и духовна состојба. Што значел зборот? Ние уште не можеме да разбереме. Ние стануваме од соба или пцовка, ќе излажеме, ќе се јави некој на телефон, зафатен сум сега. Незамисливо било. Дали сваќате дека незамисливо било да излажеш, да кажеш невистина или да опцуеш? Македонскиот јазик во кодот нема пцовка. Тоа е кога влеговме со балканскиве земји, присвоивме. Македонскиот јазик немал клетва, ама кога не успел да се избори, на таков начин се борел. Низ таа призма, како се говорело, како се живеело, ќе се бараат отварањата на вишите сфери на свест кои ги затрупуваме со секојдневица заради креативно размислување. Ке рече некој, па што ми треба мене бе? Треба да патувам до Марс, треба да завршам работа. Токму тоа креативно размислување на таа духовна димензија, од тие благодетни енергии на светиот дух кој те просветлува во јазик и ти ги шири твоите светогледи, те прави покреативен да наоѓаш спектакуларни технолошки, идеолошки, медицински, културолошки, уметнички решенија за она што животот ќе ти го носи. Бидејќи тек допрва ќе видиме со какви искушенија ќе се најдеме ние кога ќе ја напуштиме земјава. Нема сите, ќе останеме, планетава ќе се обстане. Нас не влече, ние ќе се раселиме низ целиот универзум. Зато и ни е даден, зато и го гледаме, иначе ќе бевме под челично небо. Ако успеете да избегате од рамномерниот транслейт, превод на текстот и успеете да го разберете дека цртките се и символи, и слогови, и ментална перцепција, и духовна состојба, ќе ви биде многу појасно. Ја ова импровизирам. Ова е моje акумулирано од се она што сум го слушал од други, од репризите што сум ги гледал, тоа се моje емисии, а најверојатно, но јас сум бавен, ја не сум интелигентен како Тентов и Бошевски, ја не сум се посветил во наука, но јас сум бил мегафонот кој сакал и сум имал, ако ништо друго, сум имал добар инстинкт да препознавам добра работа и да зборам за неа. И во оваа импровизација сигурно многу грешам, но нема да направам катастрофална грешка, но единствено добро е што од 100.000 луѓе еден можеби ќе се заинтересира за некаков сегмент во некаква корелација со нешто. Тентов, атомски физичар, електро, Бошевски атомски физичар. Дали ви е јасно дека луѓе со вакви гледања имале способност да се нафрлат на декодирање и дешифрирање? Тоа покажува мозокот на научникот како поинаку работи
од нас, обичните смртници. И тоа секој го може, секому му е дадено, ако се посветиш на тоа, животот го посветиш, проучуваш, работиш, било што. Ако го сакаш тоа, ако се посветиш, доживуваш невидени сфери. И вертикални, и хоризонтални. Бидејќи ние не сме само материјални битија, ние сме и духовни битија. Тоа е она што тие NGO и подсмевање се обидуваат да ви кажат. Не постои ништо друго од она што го гледаш, мирисаш и чувствуваш. Нонсенс. Тоа е лудило, тоа е патологија. Тоа е онтологија на промашувањето, на лагата, на самоубиството. Онтолошко промашување на погледот кон животот. Тотално. А сите имаме инстинкт дека има нешто повеќе. Но после 3 раки нема ништо. Јасно, нели? Простете ми на мојата иронија. Бог да го прости професорот Тентов. Мислам дека премногу млад почина, роден 1959 година. Ако ги отворите неговите биографии, тоа е препон со научни дела и трудови од областа на компјутерите, cloud storage и уште работи кои дури и јас не можам да ги разберам. Но негово сведоштво се многуте студенти кои работеа со него. Сакаше да истражува надвор од научното, го интересираше границата, надвор од тоа, да зачекори on the other side. Многумина околу него се уфилмаа дека они го тераат, они се on the other side, но Тентов, колку и да се обидуваше во целото тоа, остана секогаш до крај научник, иако сакаше да трага и во она што е на граница на научното, па и зад тоа. Затоа што имаше пионерски дух во себе. А пионерскиот дух е тој што истражува, па дури и да е некоректно и неточно, и затоа што едноставно кога го имам како помисла, ќе го истражам, па ќе видам дали е или не. И тоа е она убавина на животот. Жал ми е што животот негов заврши како што заврши, имаше здравствени проблеми. Ние како општество не знам дали покажавме достојно, но повеќе или помалце сите нас тешка и мачна судбина не чека овдека во оваа земја. Но тоа не ме очајува, бидејќи само преку страданието ние се спасуваме. Бог да го прости, нека му е царството небесно. А сега, драги мои, првиот дел од неговото соло интервју во Јаде Бурек пред 20 години. Бидејќи е предолго и тогаш имав слобода да правам долги емисии, денеска ја немам таа, ќе ја емитуваме во 2 дела. Велат дека кога Коперник, Џордано Бруно
дошле до своите сознанија дека представувало цела пресвртница кон погледот на светот, кон погледот на тоа што сме, кои сме, како сме, се рушело еден цел свет. Луѓе имало кои дури не можеле да ја поднесат тежината на таа промена, па може би настанале во тој период, ова историчари ми го кажувале дека во тој период имало и многу самоубиства. Едноставно не можело да се живее кога сватиле дека земјата повеќе не е центарот на универзумот на светот, дека е само едно од планетите која се врти околу сонцето и така натаму и така натаму. И жестоки се реакциите кога се доаѓа до научно откритие кое порекнува се претходно. Односно го става на свое место. Или ги поставува на свое место работите како што се. Можам да кажам дека сигурно не би го споредил интензитетот на вашите истражувања, но ја еве како исторен човек во медиумите, каде што до мене допираат реакциите, многу интересно што дури од организирани NGO-а до цели редакции и поединци многу нервозно реагираат на овие ваши наоди, на овој ваше научен труд, на овие ваши сознанија и се иде со првата метода, а тоа е да се депласира противникот со тоа што ќе се докаже дека е некомпетентен. Тоа ви го покажав и на почетокот. Мене што најмногу се обидуваат да ме убедат е тоа што се обидуваат да ме убедат дека вие сте некомпетентни во целата работа. Мене ми е интересно, ја дозволувам сето тоа да го видам интензитетот и колку е посилен интензитетот, дотолку мене ми е поцврсто сознанието дека ова што го правите на прв поглед и не е така наивно, последиците и заклучоците кои од овдека ќе се извлечат, а се надевам дека вечер во текот на емисијата нели ќе направиме неколку хайлайти, иако за тоа не сте повикани, но доаѓаат како логични. Ќе бидат страшни, катастрофални, како за кого? Па мислам дека А за некого фантастични и прекрасни. Мислам дека за тоа што на овој начин да речеме ни се намерачија е пред се заради последиците, односно нели некој кој нешто ќе направи заради колатералната штета. Што се вели. Односно, а пак ние имаме обичај да кажеме историјата наместо на глава ја ставаме онаму каде што треба да стои, на нозе. Така. И првично, нормално, се оди со негирање. До сега ние, од кога објавивме тоа што објавивме почетно, не сме добиле ниту една умесна критичка забелешка на нашата методологија. Имавме умесни забелешки на нашиот труд кој што го презентиравме на конференцијата минатата година во Љубљана од страна на анонимните рецензенти, бидејќи како и секоја конференција тие си држаа до тоа да има тројца рецензенти. Со првиот рецензент имавме жестока расправија, дописки од прилика 2 месеци, но колегата се покажа многу доблесен. На крај дојдовме во ситуација дека, односно тој се доведе во ситуација да каже дека ако ние му понудиме факти, кои што ќе му покаже дека она што го тврдиме, а ние тврдевме дека предлогот на долго време одамна бил во македонскиот јазик, како и начинот на формирање на суперлативна форма и начинот на членување. Значи тоа беа нашите тврдења на кои што тој рецензент се спротивстави. Тој рече ако му понудиме соодветни докази дека тој јавно ќе ни се извини. Ние му понудивме докази и побара време докази во вид на објавени трудови од други научници во ова подрачје и од институции. Побара време да ги проучи. Се јави после 2 недели и ден денеска го чувам тој материјал каде што тој ни се извинува. И ни се заблагодарува заради тоа што од нас научил нешто ново, гледајќи го тој материјал за кој што дотогаш не бил свесен. Но ви се спротиставил жестоко
но на ниво доблесно на она како што дебата. треба. Критика за да нешто се подобри или се отфрли. На ниво на научна дебата. Мислам, тоа нема бегање. Ние кога излегуваме со труд кој што е јавен, од јавен карактер, сме подготвени да не критикуваат. И тоа е нормална работа. Не, може би е незгодно кога не плукаат, меѓутоа и тоа е дел од таа работа, јас така ја сваќам. А единствена одбрана ни се резултатите од истражувањата што ги добиваме и што понатаму ќе продолжиме. Речеме ни забележуваат дека има илјадници такви документи од тој период на Птоломеите, дека ние сме зеле само еден, па со еден мора да се почне, а фала им на тоа дека навистина илјадници има. И има, и ние тврдиме дека има илјадници документи од тој период, кои што треба доправо да се проучат. И со овие наоди што ги имате за овој текст ќе може да се користат во тумачењето на овие тие илјадници текстови од Дефинитивно. Така. Ако е нашата методологија точна, Точно. тоа ќе може да се користи. Ако нашата методологија не е точна, на вториот текст ќе заглави. Нема да добиеме соодветни резултати. Тоа е тоа. Мислам, многу е јасна работата, многу едноставна е. Или тоа работи, или не работи. Толку е. Поедноставно нема. Информатичар работи со кецови и нули. Има, Да. нема. Плюс, минус. Секаде во науката е Функционира, така. не функционира. Видите, дури она што споменува дека некои имаат Дори квантната механика на тоа се базира. принципот на неопределеност, нели? Да. Хајзенберговиот. Имено, тоа е тоа. Не можеш движење и Не може едновремено двете работи да се двете знаат. работи да се следат. Барем по оваа стандардната физика, што ја знаеме. Да, фасцинантно. Кажете ми, кога бевте вие гости овде, рековте дека имате многу работа, дека вашата работа не е конечна и дека тоа што сте го откриле е само дел и дека ќе треба многу труд и исто така не многу време, туку време за да се дешифрира комплетно и дека ви е потребна и помош, и техничка, и со персонал, и така натаму, и така натаму. Ме интересира, денеска, заклучно со денеска, докаде се истражувањата, дали успеавте да добиете некаква логистика во врска со вашите истражувања и дали текстот е конечно преведен или до која мера е веќе протумачен? Овака, прво да почнеме од поддршката. Така. Јас изразувам посебна благодарност за луѓето кои што најдоа доблест и да речеме решеност нивна да финансиски малку го поддржат приватни средства ова истражување. Ја ќе потенцирам само дека луѓе само иницијативно да побараа контакт со нас, да. за да ни помогнат и не поддржуваат веќе сега со во вид на, да речеме, стипендирање на 4 студенти, кои што по на 4 стипендии работат на оваа проблематика. Во делот на дигитализација на она што го работиме, ставање во соодветна форма за на компјутерски системи. Од пред известно време, многу скоро добивме и соодветна компјутерска опрема на која што понатаму ќе можеме многу поинтензивно да работиме, на која што ќе ставиме она што сега за сега е веб страна со првичните резултати од нашето истражување, каде што сите резултати ќе ги споиме во една интегрална целина, каде што наскоро се надевам дека и првично ќе го објавиме целиот текст. Она што сега за сега можеме да го кажеме, дека она што го презентиравме и во Русија на Конгресот, а Конгресот се нарекуваше, наслов работен беше пред кирилска писменост кај словените, и пред кирилска писменост кај словените и пред христијанска култура кај словените. Тоа беше темата, насловот на Конгресот. Повторно да нагласам, по покана од Ленинградскиот државен универзитет, кој што го носи името на Пушкин, а се одржуваше во присториите на Филолошкиот факултет на тој универзитет. Добивте покана да одите и да го образложите, да го презентирате вашиот научен труд. Затоа што тие луѓе година дена пред тоа имаа можност, да речеме, го најдоа нашиот труд на интернет. Така. Го нормално го симнаа материјалот кај нив.
Потоа направија руски превод, односно превод на руски, бидејќи кај нас има само на англиски и на македонски. Така? Рускиот превод го само иницијативно го направија. Понатаму ние претпоставувавме, но на конгресот добивме и потврда во рамките на сесијата во која што учествувавме, а сесијата на конгресот беше пред кирилска писменост. На таа проблематика учествувавме, дека тие ја пробале методологијата на артефакти кои што ги имаат кај нив. Аха. И тие луѓе се многу едноставно се изразија. Ние пробавме, Функционира. работаат очень хорошо. Работајат очень хорошо. Работајат очень хорошо. И толку. Красива е. Шега на страна. Покажавме таму на конгресот дека, а и пред тоа на конференцијата во Љубљана, дека чисто, нели, од љубопитност, а ние како научници сме многу љубопитни да откриеме работи, дали, да речеме, нашава методологија ќе работи на писмото најдено во Винча, од страна на покојниот професор Радивој Пешич, кое што пак писмо е многу старо. Така. Неговата старост се процена на 5000 до 5200 години пред новата ера. 1000 години пред хиероглифите за споредба. И на конгресот добивме признание, првично не од, да речеме, екипата на српски научници и колеги, кои што беа таму, кои што се залагаа дека читањето на Радивој Пешич, кој што го предлага, е сосема доволно и не треба некој да се занимава со тоа. Меѓутоа Како тоа е доволно и не треба некој да се занимава. Мислам, завршена е работата. Тоа е многу догматски во научен свет да се постави така теза. Тоа е во ред. Такви гледишта може да има, мислам, не е тоа. Добро. Макар да научно не е баш ни малку оправдано. Луѓе ги ставиле на тест постулатите Добро. на еден Исак Њутон, а камоли Добро, во ред. Но да речеме коментарот на председавачот на сесијата беше дека Радивој Пешич си има заслуга за откривање на писмото и се она што му следува, но она што тој го предлага како техника на озвучување работи многу лошо. Односно не работи. Затоа што и тој лично се занимавал со трудот на Радивој Пешич. Не работајат очень хорошо. Не, работајат очень плохо. Очень плохо. Многу лошо. И тој се обидел да даде соодветен придонес во тој дел. И пробал, не знам што све не пробал да дојде до резултати, но и вика, јас не сум задоволен свесен сум дека моите резултати не се добри. Така. А овие луѓе, вика, со методологијата што ја предлагаат, тука имаме на презентацијата, добиваат многу добри резултати. И добиваат, вика, многу брзо, многу едноставно. Значи, тоа треба да се прифати. Тоа беше заклучокот на сесијата. Учествува научници од Русија, Македонија, од Србија, 10 земји, словенски земји, бидејќи се однесуваше за за Словенија, словенски земји, добро? 10 или 11 земји, учествува вкупно со 92 реферати, односно трудови, а на сесијата на која што поделени во 6 сесии, кај нас на сесијата имаше најмногу трудови, 20 за предкирилска писменост, бидејќи и во тие предели во Русија, Украина, Белорусија, Полска, Чешка се наоѓаат артефакти напишани на истото ова писмо. Тие го викаат рунско писмо. Они го викаат рунско. Рунско, руни, тоа е руница, познато е во научните кругови. И доста интензивно се истражува во тој дел. И тие едноставно рекоа, нели, бидејќи како научници се многу едноставни и многу едноставна научната вистина која ќе се дојде до неа, како што ние користиме калкулатор за пресметки или сега се повеќе мобилни, нели, на кој што има некој калкулатор за основните математички операции, ова го нашли како многу добро орудие од тој тип за да може да се читаат текстови, она што ние го предлагаме. Дали е тоа едноставно? Вие што го најдовте? Дали ние нашите предпоставки плепсот можеме да го разбереме тоа што вие сте го? Па јас мислам за не повеќе од 2 недели. Што значи тоа?
Што најавуваме сега ексклузивно за 2 недели? Па за не повеќе од 2 недели дека некој кој што ќе седне може да научи да се под наводници описмени нова писмо. Се извинувам, ја мислев некој труд кој нешто ќе излезе во Не, ќе печат и излезе, така. ќе излезе, јас се надевам, секогаш сум повеќе оптимист дека некаде јас мислам до септември ќе завршиме со исчитувањето на целиот текст. Бидејќи ние сега веќе го имаме во форма во која што е во оригинал, треба само на кирилица да го вметнеме и да направиме англиски и руски превод. И потоа следи, нели, анализа како тој текст што ние го читуваме е во сооднос со Оф да рекорд. Што пишува на текстот во Винче? на текстот во Винча, можеме да отидеме на последно. Или да идеме со презентацијата, па ќе стигнеме до Тоа е таму. на салатера, во кој што сад за спремање на салата. Така? Спрема она што ние како го читаме, Радивој Пешич како што предлага да се чита буквално како ШМРТП. ШМРТП. Она што ние го исчитуваме е се во суиво Бого. Интересно. Одлично. Можеме да идеме со предмет, она што ние го работиме, тоа е средниот текст на каменот од Розета, вака Значи, изгледа. Ова е каменот. Ова е каменот. Поглед однапред, ако може. Поглед однапред и поглед одназад. Одназад. Ова е каменот од Розета кој се наоѓа во Британскиот музеј. Да, ова е снимено во депоата. За жал не сум бил кај нив. Не сте биле. Ние се обративме званично, нели, преку Македонската академија на науки и уметности да добиеме слика дигитализирана. Добро. Нели, со почитување на сите правила, со финансии и така натаму. Копирајт и така. Да. До ден денес не сме добили од нив одговор. Веќе 2 години. 2 години вие барате дигитализирана копија од За да можеме професионално да се од каде, врз кој тогаш да речеме копии популарно работите? да е жив интернет. Има. И има уште една наша тајна така, да речам, јас некаде 2001 година престојував во Торино. Луѓето овде многу малку знаат дека во Торино се наоѓа вториот по број на артефакти египетски музеј во светот. Прв по број на артефакти египетскиот музеј во Каиро, ово е втор, а британскиот музеј по број на артефакти од Египет е на трето или четврто место. Колонистите од каде што највише ровареле таму, да. Во рамките на соработката помеѓу британскиот музеј и музејот од Торино во 19-тиот век, британскиот музеј дал копија на каменот од Розета и јас таа копија имав шанса да ја видам и да ја усликаме од сите агли. И врз база на тоа е тоа што го вашето истражување. Да. Ова е средниот текст. Ова е средниот текст објавен во една книга од страна на британскиот музеј. Така. Значи, нели, почитувајќи ги сите норми на научно истражување, должни сме да ја изучиме сета можна и достапна литература. Така. Библиографски податоци и така натаму. Се мораме да изучиме и во рамките на тоа ова е една убава слика како е напишан тој, да речеме, што е предмет на нашата работа. Тоа е овој среден текст. Така. Сега овде основни карактеристики на текстот. Основни карактеристики за кои што во тој период се почитувале за пишување на текстови, а кои што се испочитувани и во средниот текст. Значи, само им повторувам на гледачите дека ова е презентацијата што ја прикажавме пред нашите колеги во Санкт Петербург, така, во Пушкин, на филолошкиот факултет при нивниот државен универзитет. Да кажам дека ни посветија навистина големо внимание и почест, затоа што и почит, затоа што и за време на пленарното првично отворање не споменаа како едно од најзначајните дела. За време на додека држевме самата презентација, поради големиот број на трудови, беше времето ограничено 15 на минути. Ние добивме половина час. Дискусијата беше ограничена на не повеќе од 5 минути. За нас се дискутираше 15 минути, од кои што 10 минути ги кажуваа позитивните страни на што сме го направиле. Самите председавачот на сесијата и другите колеги коментираа она што ги, речеме, фасцинира, што ги кажува дека е тоа добро. Ова самата презентација кажуваме, да речеме, кои се карактеристиките на пишувањето. Значи, она што можеше да се види од текстот, може само еден
пред ова еден слайд, еве, нема празни места меѓу знаците, Аха, така? нема точки, запирки, издвојување на зборови. А има ли граматика во овој текст? Граматика има и тоа многу добра. Има ли граматички знаци? Интерпункцијски. Интерпункцијски се Има, ама со друго значење. А со друго значење? Да. Во тој период било карактеристично дека празно место не постоело. Навистина? Не, да. Сите текстови се така пишувани во тој период. Нешто подоцна се јавува празното место и со цел да раздвои зборови, се јавува нешто подоцна. Добро. И сите текстови во тој период пишувани се вака пишувани, дури да речеме она најстарата копија на Библијата што е најдена во Соленото море, така наречени познатите кумрански записи на кожи напишани се исто така. Ова не сум го знал. Да, према авторот на библискиот код, ваквиот начин на пишување е круцијален за да може нешто да се кодира. Кога ќе се стави празно место, веќе кодирање не може да се прави. Но тоа е веќе друга тематика. Професоре, пуштате буви, не знаеме каде поборував да се Па почешаме. мислам, колку да кажеме на нашите критичари дека не е само ова и не сме се сконцентрисале само на еден текст, него има повеќе. Знаете што иницира многу подпрашања, а мораме да Како се и да е, држиме сега, до вака. темата. Добро? Она што е значајно за овој текст, за средниот текст и за хиероглифскиот е дека тие се читаат од десно на лево. И овој текст. Да, хиероглифите и овој текст се од десно на лево. Нагласувам особено хиероглифите, затоа што во рамките на постапката на нивното исчитување, египтолозите имаат обичај да ги завртат, пошто им е полесно од лево на десно, и ги вртат. И тука мислам дека испуштаат значени Доаѓа главата на птицата свртена лево од лево наместо лево од десно. Едно од првите прашања кои што официјално ни го поставија во русите преку интернет. Затоа што тие, односно господинот кој што тоа го преведе на руски, кој што се заинтересира, покрај преводот си даде едно 3 страни своји коментари на она што е направено. Едно од главните прашања беше зошто ние не сме ги завртеле знаците од лево на десно. Најверојатно вика не знаат тоа да го прават. Тоа беше негова констатација. Ама на конгресот повеќе не праша за тоа. Најверојатно му станало јасно зошто не може да се заврти од десно на лево, така едноставно. Што е експликацијата? Што е... Па затоа што се менува звучноста ако го завртите. А се менува Се звучноста. менува звучноста, не е тоа така случајно направено. Не е исто. Само ако да вратиме малку назад. Ова што е значајно е тоа дека текстот е знаците се слогови. Значи секој знак има два звука. И тоа карактеристично е за јазикот кој што е применет во овој текст, дека има согласка и самогласка. Значи секој знак е комбинација од согласка и самогласка. И тоа е Го, ка, ма, та, ба. согласката е водечка, потоа следува самогласка. Аха. И сега ќе видиме Така? зошто велам јас дека е тоа лесно, затоа што ние успеавме и дојдовме до резултат дека бројот на согласки кои што ги наоѓаме во ова писмо е ист, освен во еден случај, со бројот на согласки кои што денес постојат во македонскиот јазик. Добро. Значи тоа ни е познато. Сега, кога имаме слогови знаци, имаме сега два други дополнителни проблеми. Како да се означи самостојна согласка, без самогласка, значи тоа е едниот проблем. И вториот е како да означиме, нели, бидејќи треба текст да се пишува, самостојна самогласка. Самогласка која што се јавува сама. Да речеме сврзникот и како да го означиме. Добро. Значи треба посебен знак. Така. Освен знак слогов кој што ќе опфати согласка и самогласка и тоа сите, можни комбинации, треба да се размислува и за знаци за посебна самогласка. На почетокот на името, на пример, моето име е Аристотел. А Да. како ќе ставиме? Да речеме. Така. Како ќе... Добро, јасно. Значи сите тие проблеми дополнително мора да се разрешат и друго, нели, како што секое писмо мора да докрај прими на себе или да ја одрази суштината на јазикот кој што го покрива со своите знаци, така и овде во демотиката морало да се покрие нешто кое што, нели, во македонскиот јазик, тоа ние го тврдевме и затоа го нагласувам особено,
затоа што мислам дека го расчистивме тоа минатата година на конференција во Љубљана, затоа не се извини колегата, употребата на предлогот на, кој што и ден денес е карактеристична за македонскиот јазик. Ние стално употребуваме на. И насловот на презентацијата беше првична потрагите на писмото и на јазикот на античките македонци. 3 на. Знам. И обично нашите колеги викаат кога слуша македонски не им звучи тоа на татата. Обично така велат. Татата и на, да. Точно. И многу ингениозно го решиле овде со употреба на така наречени лигатури. Значи, секој знак е еден слог. Ама сега ако употребиме еден знак врз некој друг знак или еден знак над некој друг, тогаш на не мора да се пишува. Него самата геометриска распределба на ова се наоѓа тоа. И на го изговараме, а не го пишуваме. Навистина. Па тоа беше едно од, да речеме, главните прашања кои што, не знам, некој време, месец-два не... Додека дојдовте до решението како... Добро, тоа е едноставно сега, меѓутоа не е така. Не сте имале репер на што да се повикате на такво нешто. Да, дефинитивно. Има ли нешто сличен репер, например, можеби, не знам, некој јазик келтски стар или не знам што? Не, нема. Нема нешто слично. Нема се уште репер. Допрва се надеваме од овие наши А кинеските нешто ни они нема. Кинеските сосема друга работа. Тоа Тие може да се најде. Не, затоа не тврдиме. Не тврдиме, ама тука ни треба помош. Тука треба да се работи. Да, нели? Ние имаме еден живот и нашиот ден трае 24 сати, како и на сите други, заради сврзани со земјата. Да не ја ширам темата. Меѓутоа, навистина, ние откривме дека овие знаци отпатувале дури и до Јапонија. Една од верзиите на писмата кои што јапонците го изучуваат, е, мислам, катакана, кој што е наједноставно за странците, во добар дел ги содржи сите овие знаци. Навистина? Да. А бидејќи јапонците самите за себе велат дека потекнуваат од Централна Азија, од Памир, од таму го донеле тоа. Ова писмо ние не тврдиме дека е специфика само на македонците во тој период. Да се разбереме. Так. Ова писмо се употребувало одамна во Египет. Добро. И пред да дојдат македонците. Так. Се употребувало и од страна на персијците. Така. Се употребувало по нешто ние сега го проучуваме и дознаваме на територија на цела Западна Европа. Цела Европа. Значи, како едноставно да им објаснам на гледачите. Ова писмо било тогаш писмо на цивилизацијата, како што денеска е латиницата. Англискиот јазик, латиницата, така. Латиницата. Имаме француска латиница, имаме белгиска латиница, имаме скандинавските народи верзии на латиница, имавме и југословенска латиница. Сега хрватска латиница има, словенечка латиница, кој што ги одразува спецификите на јазикот. У суштина иста, но со специфики за јазикот, поднебието и така натаму. Она што приметуваме од една едноставна споредба, текстови напишани на така наречена, бидејќи ова писмо е познато како демотско писмо или демотика, персиска демотика и ова кој што го сеќаваме во Египет во периодот на Птоломеите, не пред тоа, во периодот на Птоломеите, бројот на лигатури во случај на периодот на Птоломеите е далеку поголем. А тие лигатурите што... Значи, односно, она на употребата на е многу со поголема фреквенција. А чим има поголема фреквенција, поблиску е веќе до нашиот израз на некој начин. Одразува дека станува збор за два различни јазици. Да се разбереме, ова писмо го знаеле и пред тоа. Научниците во периодот пред Птоломеите, текстовите напишани на ова писмо ги читаат без проблем, со употреба на староегипетскиот јазик. И тука нема двојба, тоа не велиме дека не е така. Тоа е така. И можат да направат конверзија од ова писмо во хиероглиф и обратно без никаков проблем. Но и тие самите викаат, дојдоа Птоломеите, направија мали промени во писмото и сега тоа писмо не можеме да го читаме знак по знак. Него мораме да го читаме збор по збор и тоа онаму каде што има за почеток грчки текст, па ќе речеме од тука до тука е овој грчки збор, па од овде до овде се тие знаци и така натаму и така ќе почнеме да ги читаме. Состојбата во светот со таков пристап на исчитување на ова писмо на демотиката е такво да звучноста на еден знак зависи од неговата положба во зборот. Значи, ако е на прво место, може да биде еден знак.
Истиот тој знак ако се наоѓа на крај на зборот може да има звучност ш. Да парафразирам многу грубо. А ние велиме, па најверојатно Птоломеите бидејќи потекнувале од овде од Балканот, 50 км јужно од Битола, тука некаде е Птоломеида, нивниот роден град, најверојатно го донели својот јазик. И освен некои мали додавки промени на писмото, го промениле најверојатно и јазикот. Тоа беше нашата основна претпоставка. И ништо повеќе од тоа. Како што и британците кога отишле во Индија, тие не почнале индиски да учат и писменост него си ставиле своје писмо и свој јазик, кој што и ден денес ја обединува Индија, да речеме. Постојат и обратни примери. Ако некој народ е на пониско цивилизацијско ниво од оној народ кој што војнички го освоил, тој народ ќе си го прими јазикот на народот кој што го освоил. Таков е случајот со бугарите. Кога доаѓаат тие, кога ја прават Бугарија, Така. тие го примаат јазикот од местното население. Така. Можеме ли да видиме понатаму со презентацијата? Она што ние тргнавме многу едноставно, бидејќи сме во делот на луѓе кои што се бават со екзактните науки, ние сакаме се да биде до крај расчистено. Добро. Ние поставивме една аксиома која што се обидовме потоа да ја докажеме, а мислам дека ја докажавме. Значи, секој знак мора да биде еднозначен, уникатен, и секој знак мора да означува уникатно еден слог. Не може да се јави случај да еден знак има повеќе звуци покрива, или пак повеќе звуци, или пак повеќе знаци да имаат исти звук. Тоа не може да се случи. Така. Како што се случи денеска со сите познати азбуки, Јасно. познати писма. Тргнавме прво да ги определиме знаците. Определивме вкупно 27, од кои што 13 ги крстивме асиметрични, затоа што во рамнината на пишување може да имаат 8 ротации или пресликувања. И овие ги има, тоа може да се види во текстот, ги има сите ротации. Например, овој знак кој што овде има 8 ротации, го наоѓаме во сите 8 во текстот. И тоа ни беше укажување дека најверојатно 8-те ротации, секоја ротација покрива една самогласка. Значи ротацијата многу ингениозно решение. Ако имаме слогово писмо, Но самогласки имаме 5 само. не, 5,5 имаме. 5,5. Јас се шегувам, таа. 5 имаме кои што имаат репрезент во денешното кирилично писмо. Добро. Имаме една «ъ» која што нема репрезент во писмото, но во јазикот е присутна. И имаме уште два знаци кои што по новата кодификација, направена 45-та година, не се прифатени едноставно во современиот наш говор ги нема, односно јазик. Тоа се О долго и Е долго. И сега прво рековме кои се тие, нас не бунеше кои се тие звуци и ние бевме изненадени и ние вака реагиравме истото. Има 8 ротации, би требало да има 8 самогласки, кои се другите две. Така. У меѓувреме сме ги изгубиле. И сосема случајно од луѓе кои што пак од делот од лингвисти кои што сакаат да помогнат, кои што ја поддржуваат оваа работа, ни помогнаа многу едноставно. Ни покажа еден докторат од еден господин од Холандија, кој што Ете колку било битно лингвисти да имате дефинитивно, на помош, нормално дека е тоа, Добро. мислам, тоа е не е добре дојдено, повеќе од добре дојдено нивното учество. Ние не сакаме да се да се сокриеме како некои да кажеме ова е наше и никому не. Напротив, ова треба да се проширува. Згодно е нашето гледиште колку и да сакаме се сепак ограничени во еден дел. И мора да биде, од човечка природа е таква. И сега во рамките на тој докторат господинот од Холандија покажал дека во некои дијалекти во Македонија кои што се ден денес живи се употребуваат 8-те самогласки. И тоа во мијачкиот и во вевчанскиот говор. А потоа кога го видовме делото на покојниот академик Видоевски, тој обработувајќи ги дијалектите на македонскиот јазик, наоѓа дека во употреба се од 7 до 14 самогласки на определени делови од териториите, ги кажува кои се тие самогласки и така натаму. А за наше пак големо изненадување, по контактите што ги направивме со словенците, првично по приватна линија, дознавме дека во Словенија
во современиот словенечки говор постојат истите 8 самогласки. И ден денес. И тоа се учи кај нив во гимназија. Има понатаму, нели, секоја согласка нема афинитет да се врзува со сите самогласки 8, него и некои согласки се врзуваат со 4 или со 5 самогласки и во тој случај се употребуваат така наречени симетрични знаци, кои што како и да ги вртиме, како и да ги пресликуваме, повеќе од 4 ротации во рамнината на пишување не може да има. И овие првите, значи асиметричните и симетричните знаци се карактеризираат по тоа што вертикалната црта е водечка и доминантна или вертикалниот правец. Така? Постојат уште 7 знаци кои што се накосени. Сега наместо под 90 степените има 45 наклонетост во Така? рамнината на пишување и има еден посебен знак кој што сега пак тоа е најдолу знакот, кој што специфичниот слогов знак кој што е составен од два знаци. Така. Сега требаше да тоа го озвучиме. Едно е да се да идентификува, значи ова е прв чекор. Да се идентификуваат сите знаци кои што постојат во текстот. Сега да видиме како тоа треба да го озвучиме некако, да му даеме звучност. Тоа е следното. Ние, нели, кај кирилицата знаеме, меѓутоа сега одиме на озвучување. Ова се, да речеме, техниките како се формираат изолирани согласки. Добро. Како се губи, да речеме, пак ингениозно решение. Се употребува оригиналниот слогов знак со додавање на една црта, која што инаку се вика вирама или вирам. Звукот за самогласката се губи и се изговара само согласката. Така. Значи, на тој начин тоа се прави. Само назад малку да видиме. Еве ги за самогласките знаците после тоа. И најдовме дека има 3 пиктографски знаци, овде се уште 4, но меѓутоа едниот констатиравме во меѓувреме дека не постои. Понатаму, еве што значи пишување на лигатури. Значи онаму каде што има место за еден знак се пишуваат два, еден над друг или еден врз друг. Во првиот од лево на десно, ако одиме пример, имаме пишување и еден над друг, па ода имаме уште еден врз друг, значи вкупно 3 знаци во првиот. Ова конкретно нешто значи? Значат сите. Сега ќе видиме што значат. Сега бидејќи ние пак работиме претежно со системи од непознати. Добро. И па сепак сме практични, не сакаме да се мачиме многу непотребно, ако тоа ептен нема потреба. Сакаме секогаш димензијата на проблемот да ја намалиме. И онака имаме многу непознати, ако не си најдеме некои услови кои што ќе ни олеснат работата, може да навлеземе во дебели тешкоти. И овде за среќа беше случај таков да можевме прво да го намалиме проблемот. Значи имавме определени знаци кои што и ден денес ја задржале истата форма и за кои што претпоставивме дека имаат истата звучност. Речеме почнувајќи ова Ј и ден денеска исто. Р исто, Д исто така, ова Ѓ во истата форма се задржало кај нашиот северен сосед. Така. Го има. Ламда е многу јасно, Јасно. како Л. В се задржала во латиницата, а понатаму 4 самогласки Е, И, О, У и ден денес се употребуваат во украинската кирилична азбука и е исто вакво. У е само под 90 степени спуштено, инаку и ние денеска го имаме истото. О, само средната цртка му фали и ништо друго. Така. Денес. Понатаму, бидејќи имаше знаци кои што имаат слични форми, како што се овде наведени под број од 1 до 10, ние рековме, ако овие знаци имаат слични форми, најверојатно и звуците кои што тие ги покриваат треба да бидат слични. Например, З, Ж и Дз. З, Ж и Дз. Имаат слична звучност. Добро. Најверојатно рековме дека најверојатно и формата на знаците кои што ќе ги покријат нив треба да имаат сличен звук. И тогаш, ако откриеме една, ако озвучиме, тогаш ќе можеме лесно да претпоставиме кои се другите две. Да речеме С и Ш и ден денеска се исти. Ч и Ц многу слични. И ден денес. К и Ќ, Л и Љ, Н и Њ. И ден денес постојат такви парови. П и Т доста слични по изговор. Па ако едните ги откриеме, најверојатно и другите се тука некаде.
Тоа беше наша претпоставка за да си го лесниме животот, кој што се покажа апсолутно точна. Можеме понатаму да одиме. Еве, отприлика овде дел, како ние одевме во постапката за озвучување, прв пат го прикажуваме. Значи, чекор по чекор. Ова е само еден мал дел, инаку постојат повеќе. Она што прво рековме... Ја би сакал малце да се доближам до мониторот. Колку почне е можно, вака, се извинувам. Одевме од лево Се на извинувам, десно. професор, ја малце ќе интервенирам, бидејќи ова веќе доста интересно. Малце импровизирам, јас се извинувам и на гледачите. Не го знаев овој момент, а овдека е доста интересно, би сакал ја да го читам. А и вие ќе го изговарате ова, Најде. да го видиме од поблиску. Добро. Значи, се дефиниција на зборовите, Не, дефиниција на звучноста. дефиниција на На звучноста. звучноста за секој знак поединечно. Така, добро. Рековме дека знакот е согласка самогласка, да се подсетиме. И прво почнуваме со согласките. Ово овде, и тоа одиме од лево, горе лево, во десно и потоа надолу. Исто така од лево на десно, следниот ред и така натаму. Она што беше наедноставно и кој што често го среќаваме, два вакви знаци, значи знак за помало денеска со една вирама и уште еден Тоа е знак ова за што го помало, покажувам со сега, вирама, така? да. Ние го озвучивме како вв. В. Две В. Оттаму овој знак најверојатно представува В. Тука имаме две работи. Прво, дека тоа е некој слогов знак, кој што за основа има согласка В, Така. и една вирама која што ја, да речеме, која што ја занемува самогласката. Занемува, не заменува. Ја откачува на еден начин. Так, самогласката не се изговара. Не се изговара. Да, Изговорот го Тоа го има во нашиот јазик да, често тоа го пати. има. Така. Понатаму имаме уште едно зборче, тоа е следното, тоа е ова. Ние тоа го озвучивме како јави, кој што многу често се среќава. Значи читаме обратно, Читаме од десно на лево. Јави. Јави. Фреквенцијата на појавување на зборчето јави се поклопува со фреквенцијата на зборчето ордер или ордерет, односно царот наредува, или decreed, како што е во англискиот превод, некаде, или shall be, како што се постарите преводи на истиот текст, и најверојатно одговара на оно што царот наредува. Царот не наредува, царот јавува кој ќе каже нешто, и председателот денешен и премиерот кој ќе јави, значи наредува нешто се направи. И ден Интересен денес. збор кој ќе го помисли дека толку старо значење има зборот јави, а со што би го поврзал? Бидејќи звучноста на и ни беше претходно позната, тоа е Значи, она еве десно, овдека иконичната дефиниција Да, на Ј, звучноста. тоа е ј, и претходно го Ј, знаевме. Значи, вака, еве да тргнеме сега, В го знаеме, В го знаеме, И го знаеме. така. Ако звучноста е Ј, Ви, тогаш останува дека оваа форма на она Ј, во ваква ротирана форма, значи ЈЕ. Ј или ја? ЙЕ. Ј, ЙЕ. јави. Јави. Понатаму имаме следен збор. Добро. DVA. И DVA. Со долго е. DVA. DVA. Тука ги озвучуваме два слогови знаци, D и V. D и V. Добро. Ја го знаеме, само му даваме сега звучност наместо Ј, Је, со долго е. А така. Така. Со долго е. Понатаму имаме И лигатура. Да. DVA се диват, се восхитуваат. Тоа значи. Понатаму имаме надеа. Ова е веќе начин како се озвучуваат лигатурите. Над Д, Се извинувам. нема проблем. Над Д се наоѓа А. И така Над се Д се е А. Да. Над Д на на сак се чита само. Д е А. Д е озвучувањето на оваа форма на Така. Д. Д е тоа. А си е А, како такво. И ние описно сега ќе ставаме едно на Д А.
на Д се наоѓа А. На Д И го се изговараме наоѓа- на Д А. се На А, него уствари, пишуваме смеќариле. се восхитува, се диве. Не, на Д значи друго. Дивејеј се восхитува. Дивее се восхитува. Д значи на Божицата врховна. А на врховната ДА е Божица Божица? врховна врховна. или главна. Тие луѓе имале форма за машки и за женски род за врховен бог, односно врховна Божица. Божица. Не знам само овде Во дали англискиот јазик, на пример, тоа е еднозначно. Не, Саприм God и Саприм Гадес. Гадес. Да. А И тие- мислев не, кога титулирањето е God и Гадес имаат и тие. и они имаат. Имаат. Не мислев за добро, ја помешав некои работи, што И на ништо тој начин, чудно на тој од мене. начин на Модеја повторно истото. Сега ова А ги покрива и Мо и Д. На Мо, Д, А. Овде имаме Мо, Д и А. Мо, Д и А. Значи Д го знаеме од претходниот збор, Да, Мо сега го озвучуваме, А го знаеме. Значи само Мо ни останува како неозвучено. Така. А ова значи зборчето Мо, односно слогот Мо е големата мајка. Така. На Модеја значи на големата мајка Божица врховна. на големата мајка Божица врховна. И тие се нарекуваат, затоа и овде во овој ред тоа го ставивме, тие се нарекуваат самите себе си деца на Модеја. Деца на големата мајка Божица врховна. Така. А нивната земја била Модеја Ија. Земја на големата мајка Божица врховна, како што и денес едно наше согледување за името Македонија значи. Името Македонија значи земја на Божица на големата мајка. И ден денес значи. Да, Истото. ја имаме ние големата Божица мајка, така. Да, ама и заштитник на Македонија е се уште Богородица, кој што е директен наследник после повеќе боштвото во христијанството на големата мајка. Така, заштитникот. Покрот на Пресвета Богородица. Добро? После имаме на исти начин еве тој. Тој, така. Ј го имаме, го знаеме, Така. останува само то. То. И редица други сите се. Лто, Лето, што е лето? Тоа е лето, да, така. лето, да. То го имаме, Л го знаеме, палото и се палати. Бъде Палото, палото и се бъде, палати. Биде Божен, Божен, тој е божествен. божествен. Божествен нареи, тоа е писма. Нареи, Нареи е писмо. писмо значи. А тоа тие пишувале со рецки, црти и рецки, не? Нареи. Дури Црножизец Храбар вели дека словените пред големите светите браќа да го донесат писмото, да им го дадат писмото, пишувале со черти и рези. Така, да. А ова е тоа писмо што уствари А тоа е некои нареи. им го дале. Нели, многу олесно го сметавме дека браќата монаси измислиле јазик и писмо, па Не, тие, тие само направиле една огромна работа, вовеле ново писмо. Така. Тоа е многу голема работа. А, Еве го зборчето љубове, возлюбени, подолу. љубове, Возлюбени, љубов, љубени, луѓа, тоа се луѓе. Луѓа се тоа не фасцинираше како зборче, Да. бидејќи ние инсистираме и ден денес да онака како што сме ги озвучиле, нормално не сме ги озвучиле од прво, ова е втора или трета итерација враќање на назад и така натаму, но кога ќе дојдеме до некој решение инсистираме дека тоа треба во секој поглед да биде така. Не може од сега ќе читаме од лево на десно или од десно на лево, нам како што ни се допаѓа, да не ни конвенира. За ова зборче не знаевме, претпоставувавме дека значи луѓа, нели асоцира на луѓе, не бевме сигурни, но кога свештеникот Цркњас во една пригода негде го слушав да држи еден говор, зборчето луѓе тој го употреби за луѓе. Луѓе, значи се уште живее во јас би рекол Бела Македонија. Пошто Еге е зборче грчки збор за бела. Еге е грчки збор за Да, Аеге. Уште да го откриеме тајната на кумановското њума,
Шега на страна. Може да се открие тоа. Може да се открие. Да. Фасцинантен оригинален збор. Не има значење, оригинален е, ама не, ова зборче е многу значено, ѓуа. Ѓуа. Не зборува ништо, но значи тоа е име на Египет кој што го среќаваме. И значи убава земја. Ѓуптин. Ѓуа значи убава земја. Не, одма ми иде, нели, египтянец, Ѓупац значи жител од Египет. Египет, жител на Египет во горниот дел, жител на горен Египет. Или значи убав човек. Или убав човек. Затоа што египтјаните, според митологијата нивна, за врховна божица ја имаат големата мајка. Ама кај нив големата мајка, според нивната митологија, кога се спуштила на земјата, сите биле фасцинирани од незината убавина. Била многу убава. И затоа нивната земја, а најверојатно и земјата била убава во тој период, затоа што до 5000 години пред новата ера Египет бил рај Божи со врнежи, со зеленило и така натаму. И Сахара била зелена. Така. И тие ја нарекувале убава земја. Така. После името за Египет доаѓа од грчкиот збор Аегипто, што значи бел град. Понашки. Белград, затоа што тие немале поим за држава, како што имале македонците и другите луѓе, а државата ја крстеле по името на главниот град. Името на главниот град е Мемфис или Белиот град. Мемфис е Белиот град. Да, Мемфис е Белиот град, градот на белите зидини. Еве постапката како сето тоа го нели озвучивме, да не должиме, он зборчето Каин. Зето, да. Зето, тој често се појавува зета збор и други некои не вака, точно, но ние наоѓаме многу, да речеме, елегантно објаснување за ова зборче. Ова зборче е членувано. Основата на овој збор е зе. Зе во ова што ние го откриваме, зе значи младо сонце. А зето е младото сонце. Зето. Затоа што сонцето, тие разликувале две сонца. Едното е сонце напладне и го нарекуваат дзе. А утринското сонце, сонцето кое што е се уште ладно, зраците му се ладни, го нарекуваат зе. Пандан на зе во египетскиот пантеон на боговите е Пта, а во грчкиот пантеон на боговите е Хорус. Така. И затоа овде зето доаѓа, па и нели зетот е младото сонце кој што кога ги склучи брак треба да излезе на небото, да засие во полн сјај понатаму. Овде има некои подолги и посложени зборови. Овде ова е приказ веќе на лигатурите. Најнадзеи, тоа е најдобриот на сончевата светлина. Бидејќи дзе е сончева светлина, а зе е месечева светлина или ладна светлина. Ти разликувале топла и ладна светлина. Не знам сега рековте дека раното утринско сонце ладното тоа е дзе. Со кратко е. А зе е ладна светлина. Ладна светлина. Да. Значи за разлика од дзе. Дзе е пладневно сонце, а дзе е жешка светлина, така да речам. Или светлина на пладневното сонце, на пладне, најакото сонце кога е. И овде ке имаме уште посложена... Најнадзе имениве. Тоа се... Најнадзе имениве. Тоа е форма која што ја употребуваат за фараоница мајка. Женски род. Инаку титулата на фараонот е најнадзе именца. Значи, и го имаме и суперлативот овдека, нај. Не, суперлативот во вид на нај, подоцна сега ќе видиме во презентацијата, се поклопува со формирањето на суперлатив онака денеска како што е. Инаку најнадзеа именца и најнадзеа имениве означува титула. Највидниот или најдобриот човек на светлината или највидниот наш човек, тоа е фараонот. Тоа е титула на фараонот, најсветлиот. На фараоницата е, фараоница мајка е најнадзе имениве. Така. А наоѓаме, веќе ние почнавме и други камења да гледаме. Каменот од Канопус кој што го напишал наводно дедото на овој, а го напишала во суштина бабата на фараонот, кој што е на овој камен. Така. Кој што е многу значаен од друга гледна точка, бидејќи 200 години пред Октавијан и пред римјаните,
пропишува дека годината треба да има траење од 365 дена, а на секоја четврта да се додаде уште еден ден. Воведуваат престапна година 200 години пред Октавијан да го воведе тоа во Рим. И тоа си е напишано на тој камен, допрва ќе му се посветиме онака како што треба, прво да завршиме еден, па друг. Нели, и по скали, ако се качуваме, ако почнеме по 2-3 скали, постои веројатност дека некаде може да се спрепнеме. Да се спрепнеме и да се изгубиме. А вака скала по скала е поточно. И еве го, да речеме, до кој што ние после дојдовме, кој што е главен резултат на главен резултат на првиот дел, а почеток сега на исчитувањето. Без ова нема исчитување. Зошто велам 2 недели? Па не верам дека повеќе од 2 недели некому му треба да ги научи овие знаци. Да. Ова е де факто азбуката. Тоа е писменоста, тоа е писмото. Јас порано зборував цело време азбука, па ме критикува, па сега го прифатив зборот писмо. Се извинувам, во право сте. Не, чисто онака, јас често пати азбука повторно велам, но азбука е кога имаме за секој звук по еден знак. Овде имаме писмо затоа што имаме за секој знак 2 звука, согласка, самогласка. И овде во табеларна форма е тоа представено. Она што ние овде гледаме 27 знаци вкупно. Тоа се овие. Да, 13 плюс 14, 27. Значи 13 кои што имаат по 8 ротации и 14 кои што имаат по 4. По 4 ротации, освен една која што е овде И уште како еднаш, К. овие ротации овдека означуваат Самогласка. Самогласка која се налепува на согласката. согласката. Значи знакот ја задржува својата форма. Така. А Но ротацијата ротација ја означува дава која самогласката. самогласката. И за секој знак е истата ротација дава иста самогласка. И ова е многу фасцинантно во Ова е во висок откритие. степен на развој на ова писмо, затоа што многу личи веќе на буквеното писмо. Затоа што има изброј на знаци, речиси, со денешната кирилица. Така. 26 има кирилица, тоа има 27. Овде откриваме нешто што, нели, Но ние има го овдека нарекуваме... една сложена методологија како се поставило, тоа е Па сега како се поставило, тоа тоа е друго, да, ама тоа го што гледаме велат, резултатот. Тоа треба да се доживее, нели? Да, секако. Но е многу едноставно сега за примена. Веќе првично, кога ќе се помине таа фаза, нас ни одзеде доста време, кога ќе се помине таа фаза, на некои зборови кои што ги употребувавме како дефинициони, а за кои што не знаевме што значат, трошевме и по неколку месеци за да видиме дали е тоа, дали сме во право и така натаму, но овде би сакал да скренам внимание на нешто друго. Знаете, некогаш луѓето се припознаваат по белегот кој што го носат од раѓање. Добро. Овде имаме еден белег, значи сите слогови се согласка, самогласка. Но само во еден случај согласките Ш и Т се лепат една до друга. Шт или Шч. Тоа во слоговото писмо од овој тип е малку тежок проблем. Затоа што ако некој постави аксиома дека треба да има знак кој што ќе му покрива согласка и самогласка, се најдеш му се јавуваат 2 согласки. Во денешното кирилско писмо тоа е едноставно, имаме знак за Ш, имаме знак за Т и ние веќе не употребуваме еден единствен знак за Шт. На тој начин е тоа решено. Ама овде морале да го решат со друг знак. Знакот кој што покрива 2 согласки, тој е знакот Шт. Кај бугарите и кај русите, тоа е решено на тој начин што има посебен знак за Шт. Но филозофијата на правење на тој знак е задржана. Значи, она што кај бугарите и кај русите го има, тоа е следното. Шт е исто како и Ш, со додавање на една цртка. Само. Тоа го знаеме. Овде, знакот за Шт е ист како знакот за Ш. Само уште една цртка е додадена. Ништо повеќе од тоа. Значи, иста филозофија, иста логика. Можеме сега само да видиме, мислам да имаме споредба со денешната кирилица. Ова се знаци за изолирани самогласки, не, ова се веќе граматичките правила. Сега да се разбереме само пред да ги проследиме, овде се само дадени оние кои што мислевме дека ќе бидат најзначени, имаме околу 18 веќе како такви. Нова страна сме. Да. Но само да се разбереме, ние да бидеме јасни, ние не појдовме од македонскиот јазик,
па да кажеме дека и во овој јазик ова треба да го има. Обратно, врз основа на овие две табели што претходно ги видовме, а кои што ја означуваат основата за писменоста, ние сега преоѓаме во читање. При читање откриваме дека она што да речеме сме го озвучиле и како резултат на тоа го добиваме читањето е соодветно или слично или некојаш и исто со денешниот македонски јазик или дијалектите кои што постојат. Значи овде имаме формирање на суперлативна форма, суперлативна форма со предлогот нај, како што и ден денеска. Само што треба да додадеме, овде не е прикажано, дека тие разликувале суперлативна форма за еднина, овде е прикажана суперлативната форма за еднина, суперлативната форма за множина е со и. За еднина е нај, за множина е нај и нај. Има две суперлативни форми. Тоа добро веќе го обработиме. Пишување на множина е со додавка на и на крај на зборот, како што често пати денес се прави во современиот јазик. Имаме членувана и нечленувана форма на именки. Значи ако е господар во еднина, е господарто во еднина, членувана форма. Ако се господари, тогаш имаме господарта во множина, како членувана форма, можеме понатаму да одиме. Вие сериозно сте навлегле и во граматиката на Граматиката сама произлегува. Ние само ова е наш коментар, презентација на резултати според вас она што го имаме денес. Еве сега машки и женски род. Она што претходно зборувавме, нај на дзе именца и нај на дзе имениве. Значи тоа е фараон или цар или фараоница мајка. Фараоница мајка, така. И имаме машки врховен бог и женски. Деа и део. Део и Део и деа. Тоа се врховна божица и врховен бог соодветно. Ова е особено нас не фасцинираше. Тоа е наша субјективна забелешка, тоа фасцинацијата. Имено откриваме активна и пасивна форма на глаголи. Имаме на зе-ве и на зе-вен. Значи, се назива и назван. Овде имаме на ши везе, ши е камен. Имаме сега дека на камен пишува на ши везе, на камен напишан, како пасивна форма е на ши везен. Сега ние овие зборови не ги измислуваме, ги има на каменот, како онака како што ние ги читаме. Ги има и таа форма. Затоа во еден дел сме малку привилегирани затоа што сме избрале артефакт кој што има доволно голем број на знаци, каде што има различни форми. Сега можеме да си дозволиме зборови кои се има и луксус да ги споредуваме. Јасно. Инаку има некои 4700 до 4900 слогови знаци на каменот. Грубо земено околу 9400 звуци. Толку многу се... Да. Да, прилично ситно се насобрани. Па има 32 реда, отприлика секој е некаде 128-130 знаци. И доаѓаме до таа. Инаку една напомена, ни беше ставена забелешка зашто каменот од Канопус прв не сме го зеле за објект на нашето истражување. Добро. Затоа што наводно е подолг текстот. Ако некој до крај изучува литература, треба до крај да изучува. Димензиите на текстот на тој камен се за 2, нешто пати пократки, така да бројот на знаци отприлика исти. Таму има 74 реда демотски, кои што по бројот на знаци отприлика се исти, ако не и помали, по број на знаци од овој текст. Од овој текст. Така да тоа допрво ќе го изучуваме, не? Со нешто мора да се почне. Добро, тие што вака, ајде да речем, тенденциозно, но не е важно. Ете, ви го кажуваат. Така да. Реагираат после на оваа реакција дека не се точни, мислам, се соочуваат со фактите. Допрва треба да си размисла да си ги видат фактите. Интересна работа у пораките, например, мене вика ми звучи ова на албански. Нема проблем, може да секој да звучи. Секој да звучи. Не, вака само да расчистиме една работа. Да. Она што ние тврдиме е дека текст напишан со некое писмо
и на определен јазик мора да биде еднозначно. Значи, писмото и јазикот се една единствена целина. Не може, ние ни на сон не помислуваме, а мислиме дека тоа е невозможно, да со произволно озвучување се добие произволен текст, кој како сака. На крај краишта, тој, можеме да се вратиме назад, на крај краишта ние мораме, ние може да добиеме произволен текст, ама содржината негова ќе биде произволна. Нема да соодветства на содржината на другите текстови. Да, точно. Значи можеме да му налепиме, кој што сака може да му налепи своје тумачење. Тоа се вика сонување веќе. На крајот да не кажам забегување. Нема да добиеме резултатот нема. на еден концизен, логичен текст. Не само тоа, него текст кој што и ќе кореспондира со претходните, треба да има иста содржина. Иста содржина. Содржина треба да биде иста. Тука е целата работа што каменот од розета содржи 3 текста. Знаете да е еден текст многу пожестоко може да се дебатира дали е точно, дали не е точно, што ќе е репер, дали е содржината точно протумачена. Но кога имаме 3 текста, не сме го добиле конечниот резултат со комплетно исчитан текст, на кој што ќе можеме сега, нели, шлагот да го дадем или кој што ќе биде, да речеме, благ ако е содржината иста, или ќе биде многу горчлив ако содржината се разликува. Мислам, тоа е едноставна работа. Нема, а веќе однапред тоа е прогласено од некои кругови дека тоа е или фикшн или science fiction и така натаму. Однапред е веќе без да се каже, без да се знае конечниот резултат. Еве сега ќе да кадеме да кажеме некои докази кои што ги има само овде. Так. Ги нема во другите текстови. Еве сега сме веќе во состојба да кажуваме за прв пат. Да. Како имаме, како се нарекувале од древните македонци спрема она што ние го озвучуваме, како се нарекувале определени територии, жители, припадници на народи, жители на градови и така натаму и така натаму. Еве да појдеме од озгора надолу. На овој слайд Тоа е име за Египет од страна на древните македонци. Значи е Египет. Значи убава земја. Убава земја. Египет е грчки збор. Значи Белград. Белград. Да. Односно Белиот град. Или Белградот. Членувана форма. Од грчки произлегува. А Египто е грчкиот израз на каменот за Египет. Така. Ние долго време баравме нешто да најдеме, ѓупто или некаде, меѓутоа го најдовме само бидејќи значи земја или почва, а ѓу значи нешто убаво. Затоа што ние откриваме изборче ѓузе и ѓузел на каменот. Тоа доправа ќе го презентираме. Тоа е ова, ево го Египет, beautiful land, После тоа имаме горен Египет. Па е слог кој што означува горно. Затоа имаме и па јонија и па јонци. Тоа се горни јонци. Горни? Или горните наши. Еве нешто подолу ќе видиме за тоа. Добро. ѓзе, ова е Египет, зе е устие. Устие. Па од Египет устието. Тоа е долен Египет. Устието на Нил. Еве ги трите народи кои што тогаш живееле. Внимавајте во броењето на народи и во сврзувањето нивно со сврзникот и постојат само овие три. Данајци не се сметале за народ, тогаш етничка заедница биле во текстот на каменот. Имаме деца на Модеа. Деца на Модеа, да. Тоа се деца на големата мајка, Врховна Божица. Тоа е најдолу текстот. Кажено, тоа се владеачката класа, така се нарекувале. Деца на Модеа. Добро. Отиваме ѓупаца. Од горен Египет. Оние од горниот Египет. Тие се жители на горен Египет. Жителите на горниот. И имаме Сетонца, тоа се жители на долен Египет, бидејќи во долен Египет бил расширен култот на Сет. Богот во змиолика форма, и тие се Сетонци. Инаку врската со Египет и делот од Атина се огледа во тоа што во околината на Атина целата област се нарекувала доскоро Сетонија. Сетонија? Да. Така. Го има старите топоними, кој сака може да провери тоа. Сетонија. Сетонија и таму живееле сетонци.
Thank